Поштовани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денеска ќе го задржиме вашето внимание со сите оние информации кои што ќе се обидеме да ви ги пренесеме преку разговорот што ќе го водиме во студиото денес. Секогаш потенцирам и денес ќе кажам, се надевам нема да бидам досадна, значи секогаш кога говориме за најмалите, за децата и општо за децата, нели, и адолесцентите, ми е многу драго затоа што ми се чини дека навистина треба да се посвети многу внимание за сите оние проблеми со кои што се соочуваат, а ги има многу. И денеска одлучивме да поразговараме малку за за проблемите со кои што се соочуваат децата. Ќе опатиме две теми, бидејќи сметав дека добро е да се да се каже и за едната и за другата тема, за проблемите со исхраната кај децата, а исто така и за самоповредувањето. Одговор на моја денешна докторка и соговорничка е асистент доктор Билјана Гагачовска, која што е субспецијалист по детска и адолесцентна психијатрија. Ни доаѓа од Државната клиника за психијатрија и се надеваме дека ова сето што ќе го говориме за овие две теми ќе биде од голема корист за да дознаете, нели, повеќе информации и секако ако се пронајдете во некој од оние знаци кои што ќе ги посочи доктор Билјана, да реагирате навреме или да побарате помош од детски психијатар. Доктор Билјана, многу ми е драго што за прв пат сте ми гостин во Ваш термин и се надевам дека ќе имаме убав разговор. Добар ден. Значи, ви благодарам и мене ми е драго што ме поканивте и што ќе зборуваме за една многу важна, односно за две многу важни теми кои што на некој начин се многу различни, но и многу слични во она што го предизвикуваат кај младите. И сум среќна што иако овие за жал проблеми постојат, се почесто и погласно се зборува за нив и се подигнува свесноста и се отвараме за да побараме помош, бидејќи ако не побарам помош, детето не може да му биде помогнато. Така, за жал во изминативе години некако многу чести се проблемите кај децата и адолесцентите, значи сведоци сме на многу случаи кои што за жал и кај нас и надвор од нашата земја се случуваат, па и затоа, нели, е добро да проговориме повеќе за овие работи. Јас така чисто информирајќи се најдов едно истражување на статистика, меѓутоа се надевам дека вие ќе ни кажете по-конкретно ако имате некои сознанија, значи повеќе од 22% од децата и адолесцентите покажуваат проблеми со исхраната. Каква е кајна статистиката? Имате ли некои сознанија? Искрено, статистика точно работена во последните години не е направена, но имајќи во предвид дека во Европа најновите податоци од 2024 година се дека секое 1 од 4 деца страда од расстройства во исхраната, што и ние не сме далеко од таа слика. Имајќи во предвид дека тоа е една широк спектар на расстройства, не само оние за кои што се зборува и кои што ги познаваме, значи расстройство во исхраната не представува само анорексијата. Така да е доста зачестена во последно време се почест проблем помеѓу младите и помеѓу децата. Она што е уште пострашно е тоа што границата на години, долна граница на години е многу поспуштена. Ако порано беше во адолесцентна возраст, одбележи ова расстройство, сега го гледаме веќе некаде од кај 7-8 година, за жал. И сега, токму кога се договаравме, нели, да ми гостувате, јас се прашав кој е најчестиот проблем, нели, за да, нели, го разработиме и да го доставиме како информација. Вие го посочивте токму овој за кој што еве на почеток говориме, па како можеме да дефинираме што представува проблем со исхраната? Кога можат да дознаат или осознаат родителите дека се случува некој проблем со нивните деца? Прво да дефинираме расстройства во исхраната представуваат тоа е една група во која што вклучува, значи имаме анорексијата, која што всушност представува свесно рестриктивно намалување на исхраната и вклучува секогаш, значи задолжително вклучува лоша слика за себе си, сопственото тело, односно изменета перцепција дека детето, личноста е дебела, колку и да е слаба и свесно прави рестрикција во исхраната. Потоа имаме булимијата како расстройство во исхраната, која што представува намерно
враќање, односно повраќање, многу често оди со прејадување па потоа враќање има на храната. повраќање кое што е предизвикано, не кое што нарочно е предизвикано, или пак се користат средства за провоцирање со лаксативи, за празнење, за да се исфрли из храната. Е тука она кое што, за разлика од анорексијата, кога што најчесто имаме ниска тежина, кај булимијата може да имаме нормална тежина, дури изголемена телесна тежина. Потоа го имаме бајнчитингот, односно прекумерното јадење со рестрикција, каде што имаме периоди на прејадување и имаме периоди на рестрикција на храна. И исто така не секогаш оди со намалена телесна тежина, која што е, кога зборуваме за намалена телесна тежина, зборуваме за тежина која што е доста под нормалниот перцентил за едно дете. Дебелината исто така спаѓа во расстройство за исхраната. И имаме расстройство во исхраната кое што вклучува, на македонски би било избегнување и рестрикција на храна која што не е поврзана со изгледот. Како например имате деца кои што престануваат да јадат, но тука стравот не е од тоа дека нивното тело е модифицирано или дека се дебели, туку доаѓа од страв од самата храна. Дека можеби ќе се задава, дека можеби нешто лошо ќе им се случи. И тоа се тие расстройства кои што се појавуваат. Она што ме прашавте, како ќе ги забележиме? Секоја промена во навиките на исхраната на детето е веќе некој аларм. Дали детето одбегнува да јади? Дали детето одбегнува да јади во присуство на семејството? Дали детето кога јади се крие? Дали детето после тие периоди на хранење магично веднаш има потреба да оди во тоалет? Дали детето станува нервозно и анксиозно кога треба да седне на маса и да јаде во присуство на други луѓе? Потоа губењето на тежина. Значи тука не зборувам за свесно долгорочно намалување на тежината кога има потреба, зборуваме за губење на тежина која што е во голем размер за краток период. Дали детето станува иритабилно покрај губењето на тежината, тажно, нефункционално, дали не може да ги извршува секојдневните обврски задачи со семејството, со другарчињата, на училиште. Сето тоа се знаци кои што укажуваат дека нешто се случува и дека треба да се обрни внимание. Но она што е многу важно во тие моменти, не да се оди со наредби, со закани, не е секогаш пребирливо, ајде јади, седни јади, не изводи, да се оди со разбирање, бидејќи тоа дете преку тој проблем со исхраната сака да ја врати контролата врз сопствениот живот, има страв и многу е важно да најде на разбирање, за да може да осознае дека има проблем и може да го сподели. Кога велите границата се поместува, зарем и толку млади деца веќе почнуваат да се прават рестрикции во исхраната заради изгледот? Да, имајќи во предвид дека отприлика околу 6-та година детето станува свесно за сопствениот изглед, во денешно време се повеќе под притисок на социјалните медиуми, на социјалните мрежи, на училиштата и денешното темпо на живот. Најискрена да бидам, најмладиот пациент кој што јас сум го имала, било 8-годишно момче кој што имаше анорексија и кој што свесно ради булингот кој што го доживуваше во школа, дека изгледа лошо, дека е дебел, започна да прави рестрикција на храната и прекина да јади. Значи влезе во една анорексија. Тоа беше само поводот поради кое што се случи тоа, причините секако беа многу подлабоки, но пак ќе повторам, она што е специфично, бидејќи оваа анорексија е поспецифична кај девојчињата, но е доста многу честа и кај момчињата. Кога рековте причините се подлабоки, кои се тие најчести подлабоки причини за појава на овие проблеми кај децата? Причините се различни. Секогаш зборуваме дека семејството, децата се огледало на семејството. Кога во семејството се случуваат одредени работи, значи некакви проблеми, некакви конфликти, тоа не мора да значи дека тоа мора да бидат најстрашните и најмрачните. Меѓутоа, кога детето се наоѓа изолирано, кога детето не чувствува дека ја добива грижата и прифатеноста на
сопствените родители, така. Тогаш почнува да се повлекува. Она кое што е доста значајно во расстройствата за исхраната е што детето се обидува да ја врати контролата. Така го контролира, бидејќи храната е најлесниот механизам да контролира. Така. Со тоа ги контролира и непријатните емоции и пријатните, бидејќи имате момент на едно прејадување кога детето потиснува емоции, кога пополнува одредена празнина, кога пополнува недостаток на љубов. Меѓутоа не значи дека само и единствено таму се причините. Травматските доживувања кои што се случуваат насекаде, во училиштето, булингот, притисокот кој што се појавува од социјалните мрежи, целокупно доведува до едно прво внатрешно вознемирување и нарушување на балансот, на емоционалниот баланс на детето, кое што на крајот на површината излегува преко расстройство во исхраната. Но тоа не значи дека секој дете кој што има емоционални проблеми ќе развие расстройство во исхраната. Тоа зависи сепак од самата личност, од самата структура, од односот на родителите, помеѓу родителите, бидејќи многу е важен односот на поврзување на мајката со детето, цел склоп на фактори кои што придонесуваат за да се развие ова расстройство. Така. Ете тука ќе се обратам до нашите гледачи, сите оние што еве не следат, ако имаат некое прашање, некоја консултација или некој проблем во однос на ова за кое што говориме и во однос на самоповредувањето, тогаш ќе можат да се приклучат во нашиот разговор, да постават некое прашање. Секако мојата денешна гостинка и одговор на докторка за денешната тема ќе се обиде да им даде некој совет или насока како да постапат. Доктор Билјана, кога обично доаѓаат да бараат помош и кога треба да побараат помош веќе? Од вас, како специјалисти. За жал, кај нас доаѓаат многу доцна. Она што морам да нагласам дека третманот на расстройствата во исхраната е мултидисциплинарен третман. Има дел кој што го работиме ние, дел кој што се работи заедно со психолозите, но многу голем дел до 14-тата година го работиме заедно со педијатрите и не може да го работиме секој сам своето, туку мултидисциплинарно, бидејќи овие нарушувања кога стануваат сериозни, предизвикуваат и сериозни последици по здравието на детето, кои што доведуваат до органски пореметувања. И тука имаме прекрасна соработка со педијатриската клиника, посебно со одделението за гастроентерохепатологија и ендокринологија, бидејќи мултидисциплинарно кога страда детето и кога прави рестрикцијата од психолошки причини, страда телото. Значи, меѓутоа настануваат пореметувања во самиот метаболизам, нарушувања во метаболизмот, нарушувања во хормоналниот статус на детето, кои што имаат органски последици. За жал, доста доцна доаѓаат кај нас на преглед и се бара доста доцна помош, бидејќи некако во ова брзање на животот не ги забележуваме оние фини и суптилни знаци кои што се случуваат. И колку се помалку разговараме, толку се повеќе пропуштаме, кое што не значи дека е страшно доколку се забележат некои промени да дојдат да побараат помош. Чисто една консултација. Консултација, понекогаш се случува дека не мора ние да работиме, дека може да се заврши работата и само со психотерапија, со советување, со психолог. Некогаш има потреба и од вклучување на фармакотерапија, некогаш има потреба и од хоспитализација. Се зависи од ситуацијата и од состојбата на самото дете. Но оно што е важно да се знае дека ова е проблем на едно цело семејство. Не го лечиме само детето. Бидејќи ние го лечиме, треба да биде вклучено во лекувањето целото семејство. Значи, велите дека кога веќе ќе се случи овој проблем, кога ќе дојдат кај вас, тогаш вие настапувате на ниво на не само на детето, туку и на родителите, претпоставувам, ги вклучувате во процесот. Во семејно советување задолжително, бидејќи сепак, пак ќе повторам, кога страда дете... Точно да се утврди? Не да се утврди, да се променат одредени образци кои што довеле до појава на одредени проблеми. Тоа, бидејќи видите, многу често правиме работи кои што не знаеме дека не сме ни свесни, можеби дека ќе влијаат, Најчесто
не сме свесни. И како поинаку би промениле кога не знаеме каде треба да промениме. То не значи дека негде грешката, кога ќе ме прашат кај грешам, почекај. Како грешиш, ти кажал некој? Не. Наше е да укажеме, да помогнеме прво во интерес на детето, потоа пак ќе повторам, бидејќи тоа дете е дел од еден систем, од семејниот систем, каде што односите помеѓу членовите во семејството и нивната динамика влијае врз самото дете. И тоа го рефлектира врз своите емоции и своите однесувања. Доктор Билјана, вака секој додека разговараме, ми доаѓа на ум да ве прашам за нешто што можам вака многу често да го забележам по социјалните мрежи, особено на Инстаграм, ги вклучуваат децата уште од мали, па некако ги, како да, дури им отвораат нивен Инстаграм, па нели сите оние секојдневни случаи што се, па го снимаат. Дали тоа можеби е грешка на еден родител? Дали можеби тоа може лошо понатаму да влијае врз едно дете? Притисокот, една од работите кои што ги споменав дека многу влијаат врз градењето на самодоверба и себе перцепција на детето, е тој притисок на социјалните медиуми. Значи, сепак не е добро толку да го форсираат, така да кажем. Од премногу аспекти не е добро изложувањето на јавно внимание на некој начин на детето, но то навлага во една сосем друга тема која што е доста длабока за дискутирање, зошто, како и што и која е целта. Имајќи во предвид дека детето не е моден додаток и детето не е една ташна која што ја носиме со себе, со која се сликаме, туку детето е дете, има емоции и чувства и на детето му треба љубов и разбирање, а не само слики. Тука одиме во оној момент дека па дури и видеа, не само слики. Се соочуваме со една лажна реалност, наметната реалност која што прави една слика која што е далеко од вистинската, каде што сите се среќни. А додека се постигне таа среќа, колку многу траума се прави на едно дете. И искрена да бидам, за жал денешното време отиде натаму се да се става на социјалните медиуми, но зборуваме за деца. Снимки и видеа од деца кои што можат да бидат искористени и злоупотребени. Да не заборавиме дека светот за жал е полн со предатори, полн и со добри луѓе, но и со лоши луѓе. И не ја гледам јас потребата, ниту бенефитот од изложувањето на сопственото дете постојано на социјалните мрежи. Бидејќи тоа е еден живење на една лажен живот и една фасада. Вака сега за сите оние кои што се родители на помлади дечиња, на адолесценти или пак оние кои што треба да станат родители, колку е обично секогаш еве и ние кога сме биле родители, нели се прашуваме дали правилно постапувам, па дали ова треба вака, дали добро ќе биде за моето дете. Колку треба родителите еве да бидат слободни во тоа да се консултираат и со педиатри, и со психолози, дали можеби правилно прават нешто или дали правилно го усмеруваат, го растат своето дете, како постапуваат со него. Колку треба ние поотворени да бидеме во однос на консултациите и комуникацијата со одговорните за оваа состојба кај децата? Многу отворени. Бидејќи знаете како децата не се раѓаат со прирачник, не доаѓаат со прирачник за употреба. Има одредени правила кои што треба да се почитуваат, зборам за растојот и развојот, не само физичкиот и психичкиот развиток на детето, на секој дете индивидуално. И ако некој не ти каже, од кај ќе знаеш? Имајќи во предвид дека сите ние носиме трансгенерацијски образци. Многу често, например, она што го кажувам, друга категорија на родители се тие кои што свесно ги травматизираат и злоупотребуваат своите деца. Значи не зборуваме за родители. Кога доаѓаат, леле, кај изгрешив, како направив, јас сум крив. Не, почекај, стои. Од кај знаеш? Ако никој не ти каже, нема како да знаеш. Она кое што ти го правиш најчесто од најдобра намера
за собственото дете, бидејќи секој родител го сака најдоброто за своето дете. Понекогаш и не сме свесни дека можеби нешто што ќе направиме ќе сгрешиме. Не значи дека тоа е тоа што му треба на твоето дете. Пак ќе ги повторам тие трансгенерацијски образци, мајке во предвид поднебието од кое што доаѓаме, генерациите кои што ги носиме, бидејќи ние сме биле воспитувани во тој стил, нашите родители, родителите на нашите родители, и тоа се некои образци кои што не значи дека така треба да бидат, кои што не одговараат за денешното време. Значи не се во тек со чекор на ова време, така да ако некој не ти укаже, нема како да знаеш што треба да промениш. Ниту е срамно да се праша, ниту пак боли. Понекога, знаете, од нашата гордост не си дозволуваме, но на крајот на денот кога се работи за среќата и благосостојбата и на детето и лично на себе си, апсолутно не е проблем да се праша и да се побара совет. Бидејќи значи има програми кои што доста инвестираат и се инволвирани во родителство и во здраво родителство, каде што родителите се учат на стилови на воспитување и функционирање кои што се полезни и за нив самите и за нивните деца. Бидејќи јас многу често знам да кажам една изрека кога работам со децата и со родителите. За јас да можам да ви помогнам вас, прво треба јас да сум добро. Ако јас не сум добро, не ви сум од полза тука. Зошто го кажувам тоа? За да бидеш добар родител, прво треба ти да си добро, дали како мајка, дали како татко, како личност, па како партнер, па потоа како родител. Бидејќи ако родителот не е добар сам со себе и не е среќен и задоволен, не може да му колку и да се обидува да биде добар родител и да прави се најдобро за собственото дете, детето тоа го чувствува. Бидејќи ние забораваме дека не е секогаш и најчесто она што му го кажуваме на децата, туку на кое што му го покажуваме, кои што го гледат тие седни сунгерчиња, кои што примаат се и секоја една порака. Така да апсолутно не е срамота да се праша и напротив е многу добро. И пак ќе повторам, да не психијатризираме се. Не секој проблем значи патологија. Не секоја промена значи болест. Меѓутоа добро е се да се Меѓутоа е добро да се знае, и да се забележи. И она што викам, да се разговара. Да се побара помош. Најважно. Да споменеме сега зошто децата се самоповредуваат. Ќе направам една паралела тука и зошто престануваат да јадат. Кога едно дете се самоповредува, не може да го поднесе теретот на јачината, на емоциите кои што ги чувствува, и најчесто тоа се негативни емоции. Во разговорите доста експлицитно децата и кажуваат, тоа е доста почесто кај тинеџерите, кај адолесцентите. Две варијанти се одговорите. Да ме боли телото, за да не ме боли душата. И другата е не можам да издржам, за да се релаксирам. Кога ќе го направам тоа, се релаксирам. И ако направиме една паралела, имаме многу голема сличност кај растројствата со исхраната. Бидејќи таму исто го повредуваме телото. Или го изгладнуваме, или го малтретираме со повраќање, или со прејадување. На друг начин. А во основа ја добиваме контролата над сопствениот живот и на хаосот кој што се случува во самото дете и околу самото дете. Зошто малите деца понекогаш се удираат самите себе си? Тука се малце различна работа. Малите деца зависи колку мали и дали тоа е тантрум. Бидејќи кај малите деца нормално во развојот е појавата на тантруми, кое што вклучува, зборувам кај децата со типичен развој, кое што вклучува нешто сакам, мама и тато не ми го даваат, што ќе направам, ќе покажам пркос и револт. Дали тоа ќе биде да се удирам себе си, да ги удирам другите, да удирам од земјата и
целта е да го добијам тоа што го сакам. Отприлика околу втората, третата година, тоа треба да исчезне. И е многу важно, она кое што е многу важно е како родителите реагираат на тој тантрум. Бидејќи видите, јас и вие сме го правеле тоа. Тоа е нормален период од развојот на детето и човекот. Што се обидуваме преку некои такви работи манипулираме. Сега, доколку родителите на секој ден таков тантрум реагираат со дозволување на она кое што не се дава, што прават? Го учат, а најчесто тоа го прават леле срамота, леле види го како се однесува, апсолутно не. Нека се само да не се повреди. Го учат детето дека секогаш кога сака да добие нешто, треба да се однесува по некој таков начин. И тука се произведуваат оние разгалени деца кои што и понатаму ги користат тие методи на манипулација. И затоа викам многу е важно однесувањето на родителите. Кога родителот ќе ги постави границите тука, но не со уцени, туку со поставување на избирање и учење на одговорност, детето се учи дека ваквиот начин нема да биде корисен и од полза за да го добие тоа што го сака. Затоа викам многу е различно кога се удираат малите деца, кои деца се удираат, бидејќи имате еден момент на самоагресија кај децата со атипичен развој, кои што се себе повредуваат и пак тоа е во својство на растеретување на негативните или позитивни емоции кои што ги имаат и со кои што не знаат да се справат. Тоа ви кажав многу различни, а основата сепак до некаде е иста. Растеретувањето кое што послем тоа го носи, бидејќи предизвикува одредени неврохемиски реакции во мозокот, кои што се соодветни со едно чувство на растеретеност. Меѓутоа, тоа е патолошки механизам на справување со негативните емоции. Значи, кај малите деца е нешто поинаку, а кај адолесцентите е веќе нешто друго. Многу поразлично, бидејќи кај адолесцентите е свесно, намерно и веќе да не одиме во она граница кога себе повредувањето може да биде и доста опасно. Тоа во секој случај е опасно, но да оди до обиди за суицид, кој што е едно од најсериозните работи со кои што ние се соочуваме. Кои се пак причините еве за адолесцентите кога веќе прават вакви работи? Само повредуваат? Сепак тоа е патологија и патолошки начин на справување со негативни емоции. Тоа може да е депресија, зборувам како расстройства, може да е тагата, може да е болката, може да е реакција на некоја траума, може да е неподнослива анксиозност која што ја чувствува, но во секој случај е симптом на одредено расстройство кое што го има детето и кое што е поврзано со негативни емоции и однесувања кај детето и е сериозно нешто за кое што треба да се побара веднаш помош. Многу често тинеџерите го кријат вешто тоа. Како да го дознаат родителите? Променетото однесување на детето. Но пак ќе повторам, тоа не значи чекај што ти се случува. Леле да видам контролата. Бидејќи секако тие чувствуваат дека им е изгубена контролата. Она што е многу важно да наидат на прифаќање и разбирање. Но, имајќи во предвид дека и позачестен симптом е во сериите кои што се презентираат, така да децата понекогаш и учат што да прават и како да прават и како да го скријат тоа. Али во секој случај е доста сериозен симптом за кој што не треба да се чека, не треба да се молчи, веднаш треба да се побара помош. Бидејќи она што е многу важно во нашата работа, во мојата работа е колку порано се побара помош, односно колку пократок е периодот на присуство на симптомот, толку полесно и побрзо ќе дојдеме до излекување. Колку подолго трае и се става под тепих, што би рекле во нашиот народ, потешко, попродлабочено е и помачно на некој начин за да дојдеме до излекување. Бидејќи имате во предвид дека детето и тинеџерот е личност во формирање, во развој. И многу е важно како таа личност ќе се формира. Дали со здрави механизми или со патолошки механизми на функционирање и справување со негативните емоции. Како оди третманот? Колку кажавте дека ако е веќе кога е доцна е многу потешко, меѓутоа ајде ако се јават во некоја
рана фаза, колку време трае еден третман и кај едниот проблем и кај другиот? Зависи од дете во дете. Има одредени рамки, но нема баш правила. Секоја личност, мој став е секоја личност е личност само за себе. Секој дете е индивидуа само за себе и секој проблем е на секој дете. Видете, мојот став е дека најдобра терапија е комбинираната терапија. Психотерапија со фармакотерапија. Не секогаш во почетни фази, во полесни состојби, не секогаш има потреба од фармакотерапија, но кога станува збор за одредени сериозни состојби, задолжително има потреба од фармакотерапија, но и самата фармакотерапија сама по себе нема да го реши проблемот. Може би на почеток, доколку состојбата е сериозна, немаме увиди, односно ниту детето, ниту семејството не се свесни за проблемот кој што го имаат, нема да се почне со психотерапија, но во текот на лекувањето најдобро е вклучување на комбинирано индивидуална и семејна психотерапија покрај фармакотерапијата. И за едниот и за другиот проблем. Па да, во секој случај, бидејќи психотерапијата што значи? Во овој случај учење на нови вештини и нови начини на справување со негативните емоции, каде, зошто, како, од каде потекнува, зошто потекнува и како тоа да се смени. Така. Кажете ми, како стојат кај нас работите со адолесцентите? Ајде, за малите дечиња веќе кажавме дека можеби тоа некој период до 3 години кога тие се обидуваат нели да манипулираат со родителите за да добијат се што ќе посакаат. Како стои тука проблемот со адолесцентите? Колку е зачестан проблемот и со овие само повредувањето реално е се почесто и почесто. Груби бројки некаде секое второ дете кое што доаѓа во пракса има симптом на самоповредување во одреден период од развојот на расстройството кое што го имал. И е доста често и доста повторно, ќе кажам, сериозно. Така, што најчесто прават? Како се самоповредуваат? Се сечат. Се сечат? Да, најчесто се сечат површински. Така. Тоа е или по рацете, или по нодзете, по бутовите од натрешната страна и најчесто на места кои што не можат да се забележат. Едно од показателите кога го гледате детето дека носи долги ракави, дека да прикрие нешто, се крие, или многу често има гребаници, е тоа тој момент дека се себе повредува. Она што е важно е дека тука зборуваме за несуицидално себе повредување. Значи себе повредувањето не е во функција на одземање на сопствениот живот, туку е во функција или на неможност на контрола на импулсот, значи детето не може да се справи со фрустрацијата, импулсот е толку силен, импулсивноста е зголемена и го прави од импулс, и другата варијанта го прави за да се повреди себе си, да почувствува болка, бидејќи тежината на емоцијата која што ја чувствува е преголема и така се растеретува. И тие најчесто се површински, не се многу длабоки, но со текот на времето како ги прават болката, бидејќи телото постигнува праг на толеранција на болка се зголемува, може да додат се подлабоко и подлабоко. Така да тоа е едниот момент со сечењето и другиот момент е со горењето. Многу често знаат да се горат, дали тоа ќе биде со цигара или со самиот со запалката. И пак е моментот на чувството на болка. Затоа и дел од техниките кои што се користат, посебно во психотерапевската, вклучуваат еден друг тип на болка, додека целиот процес на лекување трае. Се извинувам, продолжете. Тоа дека вклучуваат дел од техниките, вклучуваат значи за пренасочување еден друг вид на болка. Додека трае процесот на лекување и разбирање и учење на нови механизми, како например држење на мраз, на лед. Кога зборувам за моменти кога не може да се контролира на почетокот, додека треба фармакотерапија, додека треба време за да се постигне тоа што треба да се постигне во неврохемиските трансмитерен систем. Користењето на лед наместо сечење е еден поздрав механизам
за да се пренасочи тој порив, тој импулс за нанесување повреда врз сопственото тело. Така. Сега кажавме многу работи, нели, за кои што верувам дека оние кои што не следат, нели, што се родители ќе знаат што се случува со нивните деца, меѓутоа како сето ова да го превенираме, како да се однесуваме, што е тоа што треба да највеќе да обрнеме внимание за да не се случуваат овие работи, некои надворешни влијанија кои што на пример можеме ние да им делуваме да не бидат така. Па јас би рекла она кое што е најважно е да разговараме. Да разговараме со сопствените деца. Ние имаме заборавено да разговараме. Така. Не само нешто бараме, само нешто кажуваме, наредуваме. Значи, колку често сме се прашале себе си, па и своите блиски, како сме. Така. Со еден неосудувачки тон и она кое што цело време го потенцирам и повторувам, прифаќањето. Така. Значи, да се прифати она што се случува, бидејќи ако не го прифатиме, не значи дека ќе исчезне. Тој е тука. Да разговараме. Како помина денот, како чувствуваше, да разговараме за чувствата. Ние мислам дека имаме заборавено што се тоа чувства. Прво треба да научиме кои се чувствата, дека чувствата се една убава и нормална работа која што ни се случува, дури непријатните чувства се дел од животот. Значи не може ние да го знаеме белото ако не го видиме и црното. Така. Значи ако не имаме тагата, нема да можеме да ја разпознаеме среќата. Така да и непријатните чувства се чувства кои што треба да ги прифатиме, треба да разговараме. Може би треба повеќе да се свртиме кон вредносниот систем кој што го имаме и кој што го промовираме и пропагираме во денешното општество, бидејќи да бидеме реални се случуваме со еден изместен вредностен систем. Така. Навраќањето на тие добри вредности би било она кое што би бил првиот чекор за да почнеме да променуваме нешто. Така. И тоа како ќе го направиме ако не почнеме од себе си. Има една изрека која што јас многу ја сакам. Биди промената која што сакаш да ја видиш во светот. Така. Ако јас сакам да променам нешто, прво треба да почнем од себе си, па потоа кај децата, па потоа кај околината и кај останатите. Така. Доктор Билјана, многу информации кажавме, се надевам дека родителите многу повеќе внимание ќе им посветуваат на своите деца, иако, како што кажавме и на почетокот, сето ова што е, како да кажам, во ново време со овие социјални медиуми, со овие мобилни телефони, со непосветување внимание на своите деца и како да кажам, на себе си. Не создавање близина со своите деца. Понекогаш ми се чини дека некои родители не си ги познаваат доволно своите деца за да знаат кога им се тажни, кога им се среќни, кога имаат некој проблем. Значи, да се обидуваат што повеќе да ги првин да ги познаваат своите деца, да кога ќе има некој проблем да ги приметат, дури кога само ќе ги погледнат да знаат дали нивните деца се среќни, дали се тажни, дали имаат некој проблем. Тоа е нешто што е најважно за да нели навреме се детектира нешто што се нарекува проблем, дали е во однос на еве како што говоревме за исхраната, дали е за себе повредувањето, па и општо за било каков проблем психички кога станува збориве за психологијата. Па да, пак ќе кажам, денешното темпо на живот, така, за жал го носи тоа. Колку и да немаме да се обидеме да најдеме време. Брзањето во животот доведува до таа отуѓеност. И не само што вие викате некои родители не ги познаваат сопствените деца. Некои родители, за жал, во тоа темпо и трчање низ животот не застануваат да ги спознаат и сопствените чувства. Затоа реков да. Така да, она кое што е најважно е понекогаш од време на време би било добро да се свртиме кон себе си и да застанеме. Прво да се прашаме себе си како сме, а потоа и имајќи во предвид дека тинеџерите се фаза која што сите ние сме ја поминали. Сите тинеџери имаат тенденција да се расправат со сопствените родители, исто како што и родителите кога биле тинеџери го правеле истото. Така да, она кое што е најважно, пак ќе повтораме,
разговорот и прифаќањето. Така. Бидејќи ако се правиме дека не го гледаме проблемот, не значи дека ќе престани да постои. Така. Тоа е тука. Ете, се надевам дека ќе бидат поприсутни тука за спрен за себе си, како што кажавте, па потоа и за своите деца, за да се превенираат сите овие работи што се случуваат во однос и на малите деца и во однос на адолесцентите. Доктор Билјана, ти благодарам за денес и се надевам дека почнавме една убава соработка, па во некоја друго издание на емисијата ќе проговориме за некоја друга тема. Благодарам и вас. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес и благодарам за вашето внимание. Се надевам дека доставивме корисни информации. Останете во добро здравје, имајте убав остаток од денот, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.